Најголем дел од испитаниците немаат доверба во судството и за жал сметаат дека се уште постојат монтирани судски случаи. Според досегашните истражувања и анализи, досега забележавме дека како заклучок можеме да го извадиме дека текстилните работници имаат навистина ограничен пристап до правда, а тоа се должи на недоволната информираност, стравот и недовербата во институциите. Мора да се напомене дека населението во руралните средини особено е заинтересирано за тоа конечно да профункционираат законите, имплементацијата на законите за ефективно судство и за правда на сите и до сите. Една од најзначајните придобивки која што беше предвидена во новиот закон за управните судови беше воведувањето на јавна расправа, односно самото воведување на јавна расправа значи поголема транспарентност и можност на странките директно да бидат инволвирани во самата судска постапка, бидејќи претходно тоа не беше правило. Она што е битно со јавната расправа е добро да се напомене дека токму јавната расправа е тесно поврзана со членот 6 од Европската конвенција за човекови права, односно правото на фер и правично судење. Токму јавната расправа го возможува тоа право на фер и правично судење, преку големата транспарентност на странките им се возможува увид во целата постапка. Проведувањето на тие реформи не е така едноставно, бидејќи институциите во судството се соочуваат пред се со мал капацитет на вработени. Зголемувањето на капацитетот на вработените во судството изискува финансиски проблеми, бидејќи буџетот кој што се одобрува за судството го одобрува Министерството за финансии, што значи дека се одобрува на ниво на Република Северна Македонија. Зголемувањето на вработените во судството ќе реши дел од проблемите, меѓутоа она што останува како проблем е пред се волјата, односно спремноста на судството за решавање на оние состојби кои што веќе долго време се влечат во судството. Нашиот проект се фокусираше на поглавје 23. Ако Северна Македонија стане членка на Европската унија, состојбата во оваа област ќе се подобри. Односно ќе имаме судство кое е ефикасно и независно, ќе имаме ефикасна борба против корупција и владење на правото. Во однос на подобрување на состојбата сметаме дека е потребно подобрување на капацитетот на институциите, поголема транспарентност, отчетност, одговорност, соработка со сите релевантни чинители, повоздржан законодавец во однос на постојано менување на закони и подзаконски акти. Потребни се закони кои што ќе бидат прецизни и концизни, а не оставени на слободно толкување. Намалување на судските трошоци согласно приходите на граѓаните и најбитно од се да се разбере дека предуслов на една демократска држава која што се стреми за влез во Европската унија се токму почитувањето и уживањето на човековите права на граѓаните. Доближувањето на Република Северна Македонија кон Европската унија значи и приближување на законодавството на нашата држава кон унијата. Самото тоа значи дека и во управното судство треба да се изнајде модел кој што е прифатен на ниво на Европската унија и тоа би довело до една поголема правна сигурност. Поголемата правна сигурност доведува до економски раст, зголемување на претприемништвото и секако поголема правна сигурност за граѓаните.